Превисоките цени на природниот газ и електрична енергија времено го затворија градскиот затворен базен. Директорот на Чистота и зеленило Даниел Стојчевски вели дека согласно новите цени, јавното претпријатие ќе добие трикратно зголемени сметки споредбено со истиот период лани, а трошоците финансиски не може да ги издржи. Ако минатата година во зимскиот период работењето на базенот чинело околу 15.000 евра, сега тоа ќе изнесува околу 50.000 евра, посочува Стојчевски. Цената на газ во овој период минатата година би се движела од 500 до 600.000 денари, очекувана цена за месец јануари 1.500.000 до 1.600.000 денари, додека за струја цената се движела од 200 до 300.000 денари за овој период, само за градскиот базен зборуваме. Цената на струјата за месец јануар би можела да достигне до 1.500.000 денари. Тоа се сериозни трошоци и расходи за самото јавно предпријатие. Самото јавно предпријатие не може да ги издржи овие цени и да продолжи со работа на градскиот базен, бидејќи со овие сметки ние не може да ги покриеме трошоците и загубата на самиот градски базен. Јавноста добро знае дека и досега затворениот градски базен работи со загуба, меѓутоа тие трошоци се покривани од страна на општина Куманово и дел од јавното предпријатие. Водата нема да се празни базенот, ќе остане, ќе работиме на одржување на водата, ќе работиме на санација на поправки онаму каде што има дефекти во самите машини, пумпи и во останатиот градежен дел каде што ќе сметаме дека има потреби за корекции. Тоа ќе го работат дел од вработените, а дел од вработените или ќе бидат пуштени на одмор или доколку има потреба во другите работни единици ќе бидат префрлени во овој период. За излез од кризата на јавните претпријатија потребна им е помош од државата, смета Стојчевски, додавајќи дека веќе како членка на Сдруженијето Атком е поднесено барање за директна помош од владата. Како јавно претпријатие веќе сме организирани преку Атком, тоа е Сдружение на ниво на Македонија на сите јавни претпријатија. Имаме поднесено барање за помош, директна помош од владата на Република Северна Македонија. Имам информација дека во текот на денешниот ден веќе Сдруженијето Атком ќе има состанок со представници на владата и сме во исчекување на исходот од тој состанок. Доколку директно се влезе со помош на јавните претпријатија, ќе направиме напори што побрзо повторно да профункционира и затворениот градски базен. Веќе имавме состанок со градоначалникот, не само за ова институција јавно претпријатие и затворениот градски базен, имаме разговори за повеќе институции да најдеме можност средства како би вградиле фотоволтаични панели, каде што ќе се редуцира и ќе се намали потрошувачката или цената на струјата, инаку јавното претпријатие може да користи, има можност да користи и панели за загревање, меѓутоа соларни панели кои што ја загреваат само водата, но не и амбиентот и топлината на водата во градскиот базен, туку само она вода која што дечињата ја користат за туширање после пливачките и рекреативни дејности. До сега се користело, меѓутоа има дефект на 3 од панелите кои што се скршени и не се исправни. Во текот на оваа година планираме санација на тие панели. Со тие панели ќе заштедиме некој процент на електрична енергија или на газ, меѓутоа сепак не станува збор за доволно средства каде што би можеле да ги покриеме загубите кои што ги имаме како јавно претпријатие. Јавното претпријатие Чистота и зеленило има подпишано договор со 5 пливачки клубови, а паралелно со тоа затворениот градски базен го користеа и рекреативните пливачи.